разговараме со бројки, неколку пати сум кажал, кога разговараме, да бидеме сериозни и да зборуваме со имиња, со презимиња, да не кружиме сега, мислам, не, сериозно, ке излезам тука, ке истураме на вреќа пердови, па потоа нека се собираат. Прво, 54% е зголемен буџетот за реализација на капитални проекти од Министерството за животна средина. 54%. Второ, за сите овие работи кои што се кажа и за арбитражите. Оваа влада, кога се формираше, наследи 8 спорови, од кои што 5 се уште траат, а 3 ги доби. И се заштедија 500 милиони евра по овој однос. Конкретно арбитражата, за која што се спомена тука одговорница, имаше обид да се излаже, се спасија 115 милиони долари. Инвеститорот кој што ја повел таа арбитража не тужил по 11 основи. И сите 11 беа добиени во корист на Република Македонија, затоа што оваа влада се бореше тоа да биде така. И практично за тој рудник повеќе нема концесионер, затоа што тој ја изгубил арбитражата. Затоа што некој имал интерес да ја заштити оваа држава и да ја спаси пари на граѓани. Сега вистинското прашање е, зошто во минатото тие арбитражи се губеле? Ајде да провериме. Ајде. Вие сте го воделе тоа како ресорен вице-премиер на владата. Вие сте го воделе тоа. Со име и со презиме. Фатмир Битики бил задолжен и во неговото портфолио биле водени постапките за арбитража за изгубени концесии, каде што требало да се наплатат пари, се наплатувале. Да не се заспани оние од обвинителството како што си и сега, некој треба на овие прашања да одговори. Нема кај мене кружење. Идеме име и презиме. Сега ќе излезете, ќе кажете арбитражата беше готова во наше време, само сега се соопшти одлуката. Еве логично прашање јас ќе постам. Нема кружење. Имења и презимења има кај мене. Зошто во 2023 година имаше средба во Виена? Која понуди спогодбата? И зошто ви ја одби инвеститорот? И што требаше да има таа спогодба? Сега, ако се почитуваме, и го почитуваме ова собрание, не може јас да излезам тука и да растурам пердо овие најпаметни, овие. Цинизмот дома. Цинизмот дома. Немојте. Немојте. Нашата пристојност да ја калкулирате како слабост. Ако некој е пристоен, не значи дека едноставно нема аргументи. Пристојни сме, не ве соочуваме со реалноста. Кога ќе се претера, доаѓа бекхенд во тенис. Затоа, да бидеме како што треба, честни до крај да си ја водиме дебатата. Не може да се излезе тука и да се инсинуира тоа што ќе му текне, а од друга страна не се кажува вистината. Вистината е таа. Оваа влада ги доби сите арбитражни спорови, оваа влада и заштити на оваа држава стотици милиони долари, кој во претходниот мандат ги губеше арбитражите намерно и зошто се договараше во Виена за проценти со спогодба со инвеститорот за да ги земат парите. Тоа треба да се одговори.